Поречиси 100 години од изградбата, целосно е реконструирана и модернизирана зградата на Радовишката противпожарна служба. Со ова пожарникарите кои летово со надчовечки напори се бореа со огнената стихија на планината Готен, конечно добија современи услови за работа, кои ќе овозможат побрзи и поефикасни интервенции. Реконструкцијата чини околу 12 милиони денари. Половина од средствата ги обезбеди општина Радовиш, а другата половина се преку Центарот за развој на Југоисточен плански регион. Извршена е целосна замена на кровната конструкција, електроинсталацијата, подови, прозорци и врати, а поставена е нова инсталација на противпожарен водовод со хидранти и млазници. Тоа беше реконструкција, комплетна реконструкција на стариот противпожарен дом во Радовиш и еве денеска можете да видите сведоци дека ние практично го направивме домот нов, иако и беше имена реконструкција, меѓутоа проектот ги опфаќаше сите фази на реконструкцијата и денеска имаме простор во кој што од сега натаму па сите пожарникари во Радовиш ќе имат подобри услови за да можат во секое време да се справуваат со она што значи непогоди, она што значи интервенции и се она за што тие и постојат како единица. Противпожарната зграда се реконструираше преку програмата на Министерството за локална самоуправа за подигање на енергетската ефикасност. Дополнително, преку првиот и вториот јавен повик за средства од унгарскиот кредит, Радовиш ќе добие повеќе од 250 милиони денари. Ресорниот министер Златко Перински најави дека со отпочнување на проектот Ресурсен центар, владата ќе им помогне на центрите за развој на регионите, како и на локалните самоуправи. Значи тоа е првиот аспект кој што е многу битен и значаен и вториот аспект кој што можам и официјално да го објавам дека веќе од следната година ќе почнеме со ажурирање на базите на даночни обврзници. Централната влада ќе го исфинансира овој проект и во периодот кој што ќе следи фазно нормално на сите градоначалници, на сите општини кои што сакаат да бидат да учествуваат во оваа соработка, ќе им се ажурираат базите на даночни обврзници со што ќе им се зголеми приходот од сопствени извори на финансирање. Освен Радовиш, министерот Перински ги посети и општините Босилово и Василево, кои од првиот и вториот јавен повик за искористување на средства од унгарскиот кредит ќе добијат 236 милиони денари, пари со кои значително ќе се подобри животот на граѓаните во овие две општини.